Затоа и системот или скриен договор му ја исчисти трасата преку граница на бившиот специјалец Игор Спасов, осуден за убиството на Мартин Нешковски во 2011 година. Дека системот не функционира од суд до затвор не е новина, колку и денеска премиерот Зоран Заев лежерно да звучеше во изјавата, префрлајќи ја топката во МВР како од затвор да избегал ситен крадец, а не осуден убиец врз чиј грб СДСМ со години водеше кампања против ВМРО ДПМН и раководството на МВР во нивно време. Очекувам истрагата да покаже каде е човекот. Прочитав од медиумите, некој во петокот прв пат се информирав за оваа работа. Секако институциите постапуваат согласно закон и во делот на правото на било кој затвореник или човек кој што извршува својата казна, правото на викенд, правото на одмор, кое што е дозволено согласно законите и постапено согласно сите процедури. Очекувам Министерството за внатрешни работи да утврди каде е господинот кој што го вела дека не се вратил на време во затворот, кои се причините тука ли е, надвор од државата. За разлика од резервираноста на премиерот, кој алудираше на тоа дека за бегството на убиецот нема виновник, вчера министерот за внатрешни Оливер Спасовски директно посочи на нефункционалноста на институциите. Не може да имаме ноншалантно однесување на институциите ако сакаме да имаме ефективна борба против криминал и корупција. Не може ноншалантно да се однесува обвинител или судија или било кој директор на било која установа и да нема во предвид што му се случува или што може да се случува на тамошниот период. Така да нас не информираат во моментот кога веќе лицето не се појавува во казнено-поправната установа, ние ги преземаме сите мерки за да може тоа лице да биде лоцирано и да биде вратено назад. Меѓутоа, тоа не значи дека некој постојано некого ќе го пушта од затвор, од издржување на казни затвор, и полицијата постојано ќе мора да ги бара. Судот во Штип последен пат се видел со осуденикот Игор Спасов во септември, еден месец откако повторно му дозволил одлагање на затворската казна. Последен пат Спасов поради операција на урологија побарал одложување во јули. Во затвор требало да се појави на 18 октомври, но ниту една институција не знае кога избегал од државата, зашто немало побарано никакви мерки за негово лоцирање, додека затворот му е во прекин. Сега по него има распишено национална потерница. Тој треба да одлежи уште 7 години и 3 месеци од казната.